Јавната локална библиотека Илинден денеска реализираше една навистина интересна работилница која што ја нарековме ретротехнологија, апаратите на нашето минато. Децата имаа можност да се запознаат и да видат како функционирале фиксниот телефон, телефаксот, машините за пишување, потоа касетофон, грамофонска плоча и слично. Сите деца имаа можност од некогашен телефонски именик да го изберат името на својот дедо или на некој роднина и да го завртат на фиксниот телефон за да видат како некогаш луѓето разговарале на телефон. Исто така имаа можност да се запознаат и со телефакс, да го видат апаратот на кој некогаш се праќале денешните мејлови, потоа касетофон на кој се слушало музика и уште многу други апарати. И додека децата истражуваа, се чудеа затоа што повеќето од нив и не беа виделе дел од овие апарати, ние повозрастните кои што ја реализираме оваа работилница се посетувавме и чувствувавме звуци и вибрации на детството. На децата им раскажавме и приказна за секој од овие апарати, како например дека за да се јавиш на фиксен телефон, некогаш требало да има трапение, додека да го најдеш бројот во телефонскиот именик, па да го завратиш, па да чекаш да ти се јават. Дека на машините за пишување се куцале многу текстови кои што се зачувувале во хартиена форма, па потоа огромен број на писатели и новинари издавале книги и вестници. Потоа дека се слушало музика на касетофон, на омилената песна доколку сакаш да ја слушнеш по втор пат, ќе мора да ја превртиш, а не како денеска на еден клик. Дека касетите се примотувале со пенкало или со молив и уште многу други интересни податоци. Запознавајќи ја ретротехнологијата, учиме да ја цениме удобноста што денеска ја имаме, но и да се восхитуваме на креативноста и упорноста на луѓето од минатото. Овие стари уреди не се само железо и не се само пластика, туку и сеќавање, приказна и инспирација за идни генерации. Како се употребува порано? Се пишувало бројот. Добро, прво што треба да направиш? Да ја дигнеш слушалката, така ли? Да. Потоа? Па се пишувало бројот и после се јавува. И после кога сакаш да исклучиш само сешта. Според вас, дали е побаво кога имале луѓето вакви телефони или сега се по-модерните? Кај тебе малку по-друга верзија. Ајде да видиме како ќе завртиш ти еден број. Што треба прво да направиш? Да го продигнам тоа Да. и да напишам бројот само да чекам. Добро. Како се викаш? Што ти еве овде пред тебе имаш? Овде пред мене имам машина за куцање, каде што се пишуваат писма, книги, текстови. Дали научи како функционира таа машина? Што треба да се стави во неа за да почне? Во неа треба да се стави лист и да се после да се пишува. Дали порано им било поинтересно на писателите еве на вакви машини да чукаат? Што мислиш? Како тебе ти се виде оваа машина? Машина за куцање. Добро. Според тебе лесно ли било порано? Што треба да направиш еве за да напишеш некој текст? Прво што се прави? Ставивме лист, така? Да. Да ни раскажете нешто што научивте денес? Епа, јас научив дека со фиксниот телефон се јавува. Добро. На што баравме телефонски броеви? По телефонски именик, така? Да. Дали го знаеш телефонскиот број на вашиот дедо, баба? Не, сега го барав. А за ова да ни кажеш нешто? Ова е телефон со него се праќа мејл. Не. Така се праќа умел порано, нели? Дали денешната работилница беше корисна за вас како дечиња? Да. Научивте многу работа, така ли? Како функционираш? Каде се става кафето? Добро, треба да биде какво? Во зрна или? Во зрна. Тука ги ставаме зрната. После? После? Тука? Ајде сега да видим дали сте смелели. Ајде тука. Ајде да видиме. Да видиме вашиот производ. Сега значи ова може да го свариме, така ли? Да. Добро, вие сте мали за кафе, бидејќи од кафето што никнува? Опаш. Браво.